Да. Ви продолжуваме со емисијата. Тука е, како што кажавме, професорот Илија Ацевски. Професоре, добро дојавте во студио 10. Благодарам што ме поканивте на... Професоре, она што најмногу предизвика реакции во јавноста, тоа се реакциите на трагедијата во Вевчани, каде погина 19 годишно момче, син на поранешен пратеник. Пратеник, да. Сето тоа се исполитизира на еден крајно вулгарен начин, јас би кажал, таа трагедија, таа семејна трагедија, таа човечка трагедија, каква сакаме да ја карактеризираме, каде што коментарите на социјалните мрежи веќе сето тоа го представува некаква одмазда кон таткото, како некаква божја казна. Као некој да се осветува, всушност. Да, како казна која го стигнала и така натаму. И тоа па навистина многу луѓе се оградија, многу луѓе повикаа да не се прави тоа, но сепак тоа не застана, како што видовме. Сега јас сакам тоа да ве прашам, што покажува тоа кај нас како општество, бидејќи ете прв момент, прва една таква трагедија и веднаш покажуваме на такво грдо лице. Зошто е тоа така е? Има еден одговор, меѓу другото, кој е повеќе, како би рекол, во сферата на она што е политичкото. Тој беше син на пратеник, кој што го направи тоа што го направи, и сега се случува нешто, сообраќајќа да речеме дека е случај, не, тоа не среќа апсолутно. Но сега како би рекол, во таа меморија на луѓето се случува нешто. Сега практично реакцијата е таа дека еве, тоа се случи, но тоа не е случајно за човекот кој што направи нешто или не направи нешто во интерес на Македонија. Значи, што сакам да кажам, кога се спушти, би рекол, таа реакција до едни граници, каде не се препознава што е тоа човечко, што е тоа сочувство, што е тоа, како би рекол, елементарна, една културна, елементарна матрица на однесување, тоа се доживува во Македонија. Сега, не мислам, иако е навистина грозно и да се реагира на таков начин, не? Вие да се изразите некоја задоволство, затоа што се случила некоја несреќа, сега таа несреќа се поврзува со некои други, би рекол, димензии, цели, односно друга стварност која се случила во Македонија. Што сакам да ја излечам таа основна елементарна поента, дека практично ние почнуваме сега еден период каде што повеќе или помалку, многу повеќе тие, би рекол, елементарни законитости на едно однесување кое што во себе ја содржи таа човечка димензија, се повеќе и повеќе ќе се губат. Затоа што 30 години, скоро 30 и колку години, не, македонското општество, држава, не пред се, мислам на општеството, не на таа заедница, која се на некој начин бори, би рекол, го бара тој, како би рекол, таа состојба, тие моменти за да некако живее нормално, ако е можно се живее нормално во Македонија. И овие сега реакции, вакви многу скоро секој ден, не, кои се случуваат, само ја брануваат, би рекол, таа свест кај луѓето, не, која создава и понатаму омраза, ова чувство на изгубеност, анксиозност, несреќа кај луѓето во таа смисла. Мислите, значи, дека околностите ги прават такви луѓето, дека развојот на настаните ги прави такви луѓето? Ги прават ги доведува до работа, да речеме, на некој начин. Тие околностите го доведува тоа, не? Еве, во тој случај што го коментираме во однос на Вевчани, и тука е на некој начин, ја правам анализа, се обидам да направам анализа, не? И тоа на некој начин се јавува како нужност дека така се реагира, не? Затоа што во Македонија веќе еден поголем процент, да не речам колку, не,
кај луѓето се изразито гневни, не, како би рекол, нервозни. Нивната реакција излегува надвор од една елементарна човечка контрола. Од тука е проблемот. И вакви реакции веројатно ќе има многу повеќе во иднина. Да, има за Вивчан и друг момент реакцијата тоа е околу маските што се повторува, но сакам уште малку да се задржиме на ова. Има тука еден друг аспект на ова прашање. Еден е овој што вие го зборувате, а другиот е што тука многу луѓе покажуваат верба во надприродното, ајде да речеме, каде што веруваат во клетви, во содбини, тоа е таа традиција, дека некого ќе стигне нешто. Апсолутно, да. Гледаме дел од свештениците на Македонската православна црква кои се огласија по повод ова, велат, па добро, еве и да е така, зарем верувате дека Господ треба да казни некого кој тоа не го заслужил, а да не го казни тој што го заслужил. Так. Зарем верувате во таков Господ вие, дека тоа е вашиот Господ? Дека би казнил невидно дете за гревовите на својот татко, доколку е тоа навистина така. Сега зборуваме од тој религиски аспект, нели? Значи се обидуваат некако да дојдат до разум, да ги вразумат луѓето на некој начин, тоа да го гледаат поинаку. Значи сега одеме и од таа страна, нели? Ајде да речам, религискиот одговор на ова што го говориме би бил тој од прилика во таа смисла, не? Кого треба Господ во таа смисла да го казне? Доколку веруваме, навистина. Доколку веруваме во тоа, да. Ако е така. Но реков кај во таа индивидуална свест кај човекот, не кај сите, не кај еден дел, не. Тоа се бара сега некое оправдување. Така? Или се бара одговор на нешто кое се случило пред тоа. Ете, зашто сте вие казнети? Како родител, например. Така. Што нема, како би го тоа сето објасниле сега. Тука нема основата на рационалното објаснување е изгубена во голема мера. Така, ние можеме, што е со оние, например, кои што не веруваат во Бог? Како ќе обарат тие одговорот? Ајде. Или со оние секојдневни трагични случаи, загинувања и така натаму што ги има у државата, каде што луѓето не ги познаваме. Точно. Зашто се тие казнати? Ќе поводи некој кој што апсолутно е, мислам, во религиски, така, во почит према Бога, по сите тие, како би рекол, однесувања, а ќе го задеси трагедија. Да, и тогаш се викаме зашто е нема така. тука е да го бараме тоа, би рекол, тоа рационално објаснување многу тешко. И еве конкретно сега таа е на тие поенти за Македонија, ние многу лесно тоа се можеме да го подведеме под некакви политички пресметки на тие главните актери. Така да го спуштиме, не? Еве конкретно за, да речем, овој случајот во Вевчани. Мислам, таа трагична смрт на едно дете. Тоа како да нам не задоволува тоа дека ете, така се случило, не? За да ги задоволиме некакви политички мотиви, ајде на крај да кажеме дека правдата победила. Одговорот тука едноставно оди во тие води сега, во таа насока што е малку, како би рекол, пак е ирационално, е неразбирливо, не, во голема мера. Професоре, овој случај и многу случаи пред ова, доволно е да прочитате било кој пост на социјалните мрежи кога се случува нешто што тангира не само политика, току што ги тангира емоциите на луѓето. Дали е тоа меѓуетнички мотив, дали е политички мотив, дали е па и социјален мотив, некогаш семејна, богати, сиромашни и така натаму. Гледаме коментарите во кои во еден најголем дел целосно отсутствува емпатија. Луѓето како да немаат воопшто емпатија, воопшто тој момент го прескокнуваат. И сега тоа е прашањето како ние ќе функционираме како општество
без емпатија, доколку ние не чувствуваме што чувствува другиот, доколку не сочувствуваме со другиот, со оној до нас. Па тука ова што како би рекол одговорот можеме да го речеме да го побараме во ако го барате кај поединецот, поединецот кој личноста, не, единката. Голем број, поголем број од луѓето во Македонија, без разлика на било кои други верски, национални, етничка припадности, не, они се најдуваат во една, како би рекол, ситуација кога изразувањето на тоа незадоволство од животот и према себе и према она што ги обкружува, не? Вие кај ќе го направите тоа на некој начин? Каде? Социјалната мрежа е тоа поле, не? На некој начин, каде што ќе искажите некој револт, некоја навреда, не знам што во таа смисла, некој нешто невкусно, нешто кој е далеко од било каква рационална, разумна или емоционална смисла. И од тоа ќе го ослободи дел од некаква, како би рекол, товар кој што го носи човекот. Тоа постои. Затоа и на некој начин тие социјалните мрежи во таа смисла ја играат таа улога на, ајде условно кажано, позитивна, не, позитивна улога. Бидејќи на социјалната мрежа вие немате, како би рекол, физички допир. Може некој тоа да го прави под некоја сосема, да речеме, друго име, да се обраќате на некој кој што има сосема друго, некој, така, под некоја друга, би рекол, идентитет, социјален, на мрежа, не, во таа смисла. И тука стои тоа, држи до некаде, не, држи до некаде во таа смисла, барам некое рационално објаснување зошто тоа се случува. Мислам, иако на социјалните мрежи имате и обратни работи, не. Но овде као да, потенцирано нешто, како јас како единка го потенцирам, ми значи тоа и ќе оставам на мрежа, така? Да. Ако некој направи нешто во таа смисла, јас ќе се нафрлам на него како не знам што ќе го... Значи, сепак, повторно... Тука постои едно, во таа смисла, едно социопсихолошко објаснување зошто тоа се случува на социјалната мрежа. Повторно се сведува на тоа дека, ајде да речеме дека квалитетот на животот, можеби, ајде да речеме на севкупниот живот, не прави полоши луѓе. Дека таму го наоѓаме издувниот вентил, како што вие велите за... Не прави, не полоши, туку едноставно, да добар дел од луѓето го нема тој елементарен, би рекол, социјален, физички, како да го наречам, аспект на таа комуникација. Единствено останува комуникацијата на социјалната мрежа. Тоа со и COVID-19, тоа го тие години, колку година, две, далеко го потенцира, го продлабочи и се уште ние не можеме да излеземе од тоа. А друго, ако треба нешто на некого... Вие ако денеска се бавите со некаква активно спорт, да речеме, не, или социјална, од кругот на, дали сте пенсионер, дали сте не знам што во таа смисла, имате некакви контакти, вие многу помалку ќе мислите на тоа како да го направите на социјалната мрежа. Социјалната мрежа останува единственото поле, така, простор, мегдан, каде што вие можете да покажете нешто. А друго ако треба на некого да му кажете нешто во очи, многу е полесно да се напише како коментар. Тоа се затоа постои таму, бришат и не постоите повеќе. Да. Мислам, тука стои барем овие истражувања кои што се правени не во таа смисла го објаснуваат на таков начин. Тоа е, ја правам нешто, ете во тој момент тоа ќе ме задоволи, како така, седам фино, уживам, не, и си играм на мрежата и тебе ќе те нарачам со се и се што ти ќе ме нарачаш тоа и тоа ќе заврши све. Но тоа останува понатаму сега во една, како би рекол, вие тоа ќе го доживате во почетокот многу тешко, така, али после тоа се навикнуваме и го живееме сосема нормално. Има еден друг момент исто така во однос на таа емпатија што ми е мене интересен, тоа е исто така интересно веројатно и од социолошки аспект, што луѓето сочувствуваат само за својата заедница. Не знам дали вие тоа сте го приметиле.
Без разлика како идентификуваат таа заедница, дали зборуваме за етничка Да, заедница, дали за религијска, дали за поделените општества како што е македонското, на пример, еве во однос на етничка, религијска, не? Да. Као да оној другиот свет мене не ме занима. Да, така, не ме интересира. Да. Па еве можеме тоа само ние сме далеку, те прекина, ние сме далеку од тој граѓански би рекол не концепт на стварност, не. Јас тебе те живеам како граѓанин, а тоа што вие сте, не знам, по религијски, тоа е ваш проблем на некој начин. Али како граѓанин ги почитувате тие елементарни закони на комуникација како човек. Кога ќе го доживееме, кога ќе воспоставиме таква една, како би рекол, релација меѓу луѓето, не, многу по, како би рекол, поедноставно ќе се живее во таа смисла. Нема да бидам оптоварен дали е некој албанец, дали е некој ром, дали е некој, не знам што, така. Дали е човек, дали ги почитува тие елементарни правила на таа комуникација каде што ние живееме. А дали он сега оди во црква, во џамија, тоа е негов проблем, не. Тоа се овие општества, западните општества веќе еден подолг временски период го на некој начин го практикуваат, што и Македонија би требало да почнеме да бараме форми, начини како да се приближиме до елементарен концепт и тоа едноставно ќе ја тргне, би рекол, ќе ја исфрли таа политичка магла, би рекол, која што некој на тоа и заработува. Не само тоа, него, например, еве, можеме тоа да го пренесеме, да направиме паралела и со светските случувања. Например, ако имаме трагедија во Украина, во Русија и Украина, гледаме дека спор истиот проблем. Да, па тоа сакав да кажам. Гледаме дека еден дел од луѓето сочувствуваат со тоа. Со Палестина, друг дел од луѓето повеќе сочувствуваат, другите се порамнодушни. Кога имаме, да речеме, земјотрес во Србија, еден дел, кога имаме земјотрес во Турција, друг дел. Некако не реагираме на трагедиите како луѓе, како човечка раса, туку во зависност од тоа со што ние се идентификуваме тамо, со што ние поблиску. Тоа е затоа што го имаме тоа, како го нарекувам, како се нарекува во социолошката литература, тоа колективно наследство. Ако некоја група долг временски период го градила тој став према другите, така, кога ќе се случи нешто трагично за нив, мал дел од оваа група ќе покажат некој разбирање, некоја симпатија, не знам што. Во таа смисла, да. Затоа што реков во голема мера се уште ние не сме ослободени од тоа наследство кое што го влечеме овде на овие простори, без разлика на која етничка група припаѓаме. Се уште овдека сме во еден, како би го нарекол, вриеш во таа смисла, не, во потрага по тие форми начини на една, како да го наречам, елементарно граѓанско живење. Без разлика вие кој сте, што сте, не, ние ако сме соседи, вашите проблеми се, кај припаѓате твој проблем со твоја стварност, али она што е надвор од тоа, она што го формира тој заеднички социјален живот, во таа смисла мораме да ги бараме тие заеднички, би рекол, основи, не, да градиме едно хармонично, така, не конфликтно, да не се нервираме за се и се што во таа смисла, не, така. Нас веќе почнува се да не нервира, да. Не заради другото, заради тоа што го прави некој друг кој што припаѓа на некоја друга религијска и етничка група. Имаше едно одстапување таа пракса на Балканот, ајде да речеме нешто што сите ги изненади, што веднаш делуваше како позитивен пример кога беше онаа трагедија во училиштето во Белград со момчето, нели, тамо што уби многу деца, кога во Приштина се собраа луѓе и палеа свеќе во центарот на Приштина, иако знаеме какви се односите Србија Косово, во каква тензија се тие два народи и сето тоа. И тоа навистина привлече внимание на целиот Балкан. Тој гест моментален на човечка пристојност, ајде, јас би кажам. Да, ама видите Но тоа е сепак исклучок, не е правило. Сакам да да извлечам уште еден заклучок од сето ова. Ние да почнеме да, ајде во Македонија, да живееме на некој начин еден, како би го нарекол, живот кој што ќе ги бараме тие споеви, така, нешта кои не спојуваат како припадници на различни етнички и религијски било кои групи. Реков, тоа е тој клучен момент. Партиите во Македонија од основање тамо од пред 30, мислам, зборувам за овој период на транзиција и покасно, не.
до денес, го искористија тој момент, дури би рекол обилно, не, во однос на онај другиот, за да го придобијат, би рекол, буквално ја истиснаа таа, ја исцицаа таа колективна меморија во една негативна смисла. Оти, ние сме, да речеме, пред во социјализмот, па и пред тоа, кога луѓето живееле во соседски односи, тие многу малку правеле разлика во тој поглед кој е каде е, не? Дали ние живееме на хармоничен живот? За да денес кога ќе кажете дека некој припаѓа на некоја друга етничка или религиска група, вие веднаш проработуваат тие предрасуди дека станува збор за човек и не знам во една негативна смисла. Да. Тука лежи еден момент и во оваа стварност во која што се најдува Македонија денес. Да, но вие велите да се приближиме, ги спомнавте и политичките актери, но ми се чини како политичките актери да го прават сосема спротивното, дека не оддалечуваат. И тоа упорно, градејќи некакви стратегии врз кои они добиваат најлесни политички поени. Како може да имате вие етнички политички партии? Ако е така, како? Ние се уште сме во, скоро 30 години во тој, како би рекол, вриеш дека етничкото, особено говорам за тие актори, е онај најважниот момент за да вие некако, па го овој говорот, последниве, земете од 10 дена во однос на партиите на албанците и македонците, што не се искажа во таа смисла, кој со кого ќе коалицира, што ќе прави така натака, па тие се не знам какви, па тие не знам какви. И последните случувања со крстот на шапка исто така еклатантен пример. Тоа е еден пример, тоа веднаш тоа се направи како една експлозија, крстот, тоа е едноставно тие актери како да си поиграваат со така. Да. Со нашата со чувствата. Со чувствата на ајде да речеме обично, ние се сите обични луѓе на обичниот човек. Ќе урушиме крстот. Понекогаш викам, како крушење на крстот и така натаму. И 2-3 дена, 5-10 дена целата енергија оди тоа и кај нас создава сега една, како би рекол, неомразено чувство према другиот дека видеа што ни прави. Така? Да. Како што тие истото, другите сега условно не го прават према оние со поинаква религиска или верска, односно национална припадност. Професоре, ајде малку да се префрлиме на вашето поле, тогаш на образованието, бидејќи доколку е така, а така е, како што заклучивме 30 години, дел од луѓето се цело време манипулирани на разни начини за остварување на некакви интереси. Тогаш што прави нашето образование? Имаме државни универзитети, факултети, приватни универзитети, не знам, значи десетици, колку се веќе низ Македонија? 25 универзитети, околу 140 факултети групи, околу 800 програми. Значи ние продуцираме многу на хартија, многу образован млад кадар, високо образован млад кадар, така. Формиран, образован, така. Зборувам на хартија, продуцираме. Тогаш ние со таа една маса на млади интелектуалци требаше досега да излеземе малку таа интелектуална жабокречина, ми се чини, да се воздигнеме малку како општество, како свест. Зошто тогаш тоа не се случува? Малце ме чепнате за темата и емоционално во таа смисла, не? Има можност да се занимавам со тоа повеќе, скоро 10 години. И се чини дека нема излез од оваа ситуација. Кога велам нема излез, пред се мислам на решавање на тие, како би рекол, пред се мислам на тоа, не, на подобрување на квалитетот на образованието. Сега ќе кажете вие подобрување на квалитетот на образованието, одма се поставува тоа елементарно прашање, а кој тоа ќе го провери? Кој ќе го направи тоа? Мислите во Македонија има некој кој може да го направи тоа? Па, ние имаме институции што би требало да го прават тоа. Но дали го прават? Нема институции. Во тоа е целиот проблем. Па, Биро за развој на образование, под Министерство за образование, кој е таму, одбори за акредитација, што ти ја знам? Не. Такво нешто не постои во Македонија. Нема таква сила, како би рекол, институционална енергија која што може тоа да го направи. Нема никако да го направи.
Тоа е целиот проблем. Во однос на кого да го направи. И тоа е проблем. Тоа дори има често говорам за едно решение кое што е многу елементарно, кога вие би формирале една комисија, да верувате дека таа комисија ќе ги врши своите работи независно, во таа смисла, не под влијание и така натака. Она не се меша во самиот образовен процес, така, вие нека студираат, нека запишуваат студентите, нека завршуваат, но кој ќе завршат, кој ќе дипломираат, едноставно се ставаат на еден елементарен испит за тоа дали се тие оспособени за тоа што се образовале. Ако не се, а вие сте финансирани од буџетот, тогаш се опоменува и таа институција се затвара. Нема друго решение. Вие не можете да земате неспособен, неоспособен, така, да работите нешто кое ќе биде финансирано од државен буџет. Во таа смисла мислам. Да, а кај нас тоа за жал се случува многу често и јас за тоа кога експлицирав намерно потенцирав дека ние имаме студенти завршени дипломци на хартија, но дали се навистина оспособени, дали навистина знаат да го прават тоа што им пишува во дипломите, тоа е прашање. Особено на поедини ајде да речеме високо образовни институции. Знаете вие кога проблемот ќе ги сега да го извлечете од образование, така. Кога државата, односно во таа партиска, како би рекол, борба за власт, да? Државата стотици вработуваат дипломирани кандидати, студенти, односно службеници, а при тоа не прашувајќи ги, не поставувајќи тоа прашање што тие всушност треба да работат. Така? Ако е така, а така е, тоа значи дека, ете она што пред малку го кажав, не постои тој механизам кој може да го, како би рекол, да биде во функција на тоа што е квалитет на образование. Мене ми треба диплома. Така? Ако имам ја диплома, мојата диплома е иста вредност на било кој друг универзитет во Македонија, тие се равноправни и влегувам во таа политичка партиска борба, многу лесно да бидам вработен како дипломиран во некоја сфера, не, а тоа што ќе работам, тоа малтене не е ни битно. Затоа реков претходно дека не постои таков механизам во Македонија кој што може, механизам, мислам, институција, како да ја речам, не, или некое тело, кое што во овој момент може да го направи. Тоа не им одговара на политичките партии, на владачките политички партии. Од тие стотици вработени, не, по некој систем, изгубен во тој мерит систем на вредности, тука едноставно дали вие припаѓате на една етничка група или не знам друга, дали вам вие ова ќе ве прикупат, ќе ве купат во тој поглед дека ќе бидете член на некоја партија, вие добивате државна плата и така натака, што Македонија ја сместува во тие земји, каде што има по број на жители најмногу службеници. Најмногу луѓе кои што се ставени на државен буџет. Дали тие млади луѓе кои тука лежи еден од тие проблеми, зошто е тоа така, не, јас баш добро се кога настана тој процес во Македонија таму во времето на Никола Груевски, таму негде пред колку беше, пред 5-16 години, кога започна таа дислокација на дисперзија на университетите, и тога е на експлозија на факултети, приватни, државни, не, на секој град доби по некој факултет, универзитет, не, и нагло тој процент на дипломирани многу нагло се зголеми, не. Никој не прашува за нивниот квалитет. А тоа значи дека, она што и претходно говоревме, се практично се затвори кругот, така, бидејќи тие, кои што дипломираат 10-15 години, намало, веќе тие се го формираат тоа јадро, би рекол, на самите институции кои што треба да работат. Ете го се проблемот зашто имаме најнеефикасни институции. Така? Ке имаме процент на корупција, апсолутно. И да не редам се тие 4-5 компоненти кои што одат во тој прилог
дека урнисувањето на високото образование, говорам за високото образование, во суштина е урнисување на државата. Во тоа е проблемот. Еве се сите овие покажуваат, да речеме, анкети за несреќен народ, за најнеинтелигентни и така натак. Тоа оди во тој прилог, затоа што дојде да се наплатни тој цех кој што се случувал на изминативе 15-20 години. Така. Оние кои што имаа сега тогаш дипломирани 20-25 години, сега има 40-45 години и тие се јадрото, би рекол, на носители на функциите, на функционалноста на една институција, што за жал во Македонија тоа не се случува. Тоа сака да ве прашам во поглед на тие млади луѓе на кои што им е идеал вработување во државна институција со диплома во која тие не стекнале никакви знаења, вештини и така натаму. Па не им треба знаење и вештини, во тоа е проблемот. Знам, но мене ми е друго прашањето. Во ред, кога ќе влезат, кога ќе дојдат до тоа работно место, на кои понатаму нема да продолжат да учат ништо и да стекнуваат нови знаења и вештини, дали се свесни дека животот им поминува така и дека за 10-15 години тие таа плата што добиваат трошат и тоа пак не се некои големи плати, дека ете го тој 1% тоа анкета што покажа во Македонија дека ние сме една од најнесреќните нации во Европа. Од таму произлегува, меѓу другото не. Не е толку колку е тој процент на заработувачка. Ти интелигентниот човек, процент заработувачка, земе пасот и замина за одлета некаде по Европа, не. Но некои остануваат тука кои што мислат дека може да направат ова, а не се задоволни. Не е секојаш задоволството во висината на платата или не. Туку тие околности кои што ја формираат тој амбиент на корупција, не, на нездрави односи, на постојан страв дека ќе бидат исвалени од работа, на нешто што работат кој не на што работат и така натака, кој ќе ги споите овие 4-5 компоненти кои го формираат еден елементарен човеков живот, вие добивате несреќен човек. Но тоа е проблемот. Ние сме во таа фаза дојдени сега, кога мора тоа да се некако радикално, со некои радикални меѓу да се прекине. Значи, чекајте, стоп, не? Не, таа радикалност не рачам дека некому треба да се осветувате, не? Но морате да поставите некои елементарни критериуми, особено овде говорам за она што е успешна администрација. Така? Во здравството, во школството, не? Во образованието, обавезно, мислам сигурно. И треба пак еден подолг временски период да дојдеме до некакви нормални, би рекол, релации, законитости, односи, не? Да се формира човек кој ќе биде задоволен и од себе и од заедницата во која што живее. Ние тоа сега го немаме за жал. Кај голем процент. И тие анкети се на некој начин во таа смисла реални, кои покажуваат дека сме помалку интелигентни и многу несреќни. Да, таа една анкета која многумина се најдоа навредени, каде што стоеше дека во Европа Албанија и Македонија се најнеинтелигентни нации. Да. По тука произлегува всушност. Мислам, од тука, меѓу другото и образованието го формира тој, би рекол, ајде да го наречам арсенал, фонд или што, не, тие елементи на човекот да биде, меѓу другото, и среќен, не. Затоа што тој постојано треба се надоградува, не, да го се усвршува. За жал, кај нас тоа не се случува. Повеќе сме наведени на тоа дека се е во политичката игра, во партиската пресметка, во партиските, како би рекол, припадности, ако сме таму, ние сме на вистинскиот пат. Но тоа има своји, се разбира, граници и своја цена, која што ние сега моментално ја плаќаме во Македонија. Не? Да. Добро, професоре, ви благодарам за овој разговор. Благодарам. Професорот Илија Ацевски, се обидовме да направиме една дисекција на македонското општество. За жал, стално секогаш доаѓаме до слични заклучоци. Да се надеваме дека некој нешто ќе слушне од овие разговори, ќе се обиде нешто да имплементира некое решение.